Физика за 8 деление, тема светлина, наставна содржина, закон за рефлексија. Претходно се запознавме со природата на светлината и нејзиното својства, односно праволиниското простирање на светлината. И видовме дека за да постои светлина, за да може да ги гледаме предметите околу себе, мора да постои извор на светлина. На следниот цртеж се прикажани повеќе извори, вештачки, природни, примарни и секундарни извори на светлина. Денес ќе се запознаеме со појавата рефлексија на светлината, односно што се случува кога светлинските зраци што доаѓаат од изворот на светлина ќе паднат на површината на некое непрозирно тело. Значи, денеска ќе изучиме што се подразбира под појавата рефлексија на светлината, како гласи законот за одбивање на светлината и каков лик добиваме кај рамното огледало. Светлината од сонцето и другите извори на светлина не доаѓа директно до нас, освен кога директно гледаме во нив. Светлината што доаѓа до нас е светлина добиена од различни предмети, како на пример месечевата светлина. Сите знаеме дека месечината е ладно тело, земјин сателит, и тој не создава светлина, иако емитира светлина, значи е секундарен светлински извор, но свети затоа што ја одбива светлината од сонцето. Примери има многу. Например, ликот во мирната вода се гледа затоа што мирната површина на водата ја одбива светлината. Или пак, блескавите прозорци, кои посебно на зајдисонци, ако погледниме во нив, како да гледаме директно во сонцето. Сите овие појави се случуваат како резултат на одбивање на светлината или рефлексија. Што представува рефлексија на светлината? Одбивањето на светлинските зраци, кога ќе паднат на граничната површина помеѓу две средини со различна оптичка густина, се вика одбивање или рефлексија на светлината. За проучување на законите на светлината, значи што е доволно да имаме? Доволно е да имаме извор на светлина и рамно огледало. За подобро да видиме како се одвива рефлексијата на светлината, ние ќе го искористиме следново видео и доволно ни е една кутија која е од внатрешната страна затемнета и како извор на светлина користиме ласерот. На дното на кутијата внатре имаме поставено рамно огледало. Кога светлинските зраци ќе го патиме кон рамното огледало, светлинскиот зрак се одбива и гледаме дека од кој агол паѓа светлинскиот зрак, од тој агол и се одбива. Ако го зголемиме упадниот агол, се зголемува и аголот на одбивање. Односно, за колку што го зголемуваме упадниот агол, за толку се зголемува и аголот на одбивање. Ова што го видовме претходно, односно појавата на рефлексија, најдобро може да ја прикажеме на следниот цртеж. Со О е прикажано овде, значи огледалната површина, земаме еден зрак, упаден зрак, значи со полуправата ОС1 е прикажан упадниот зрак. Во точката на паѓање подигаме нормала. ОН е нормала на огледалото. Аголот што го зафаќа упадниот зрак со нормалата е упаден агол, алфа. Зракот се одбива, ОС2 е агол, ова одбиен зрак, и аголот што го зафаќа одбиениот зрак со нормалата е агол бета, односно агол на одбивање. Законот за одбивање ни кажува дека упадниот агол е еднаков со аголот на одбивање, односно по толку колкав агол ќе падне светлински зрак, по толкав агол и ќе се одбие. Значи, законот за одбивање на светлината гласи: упадниот зрак, нормалата подигната во точката на паѓање и одбиениот зрак лежат во иста рамнина. Упадниот агол е еднаков со аголот на одбивање. За да видиме што се случува со појавата рефлексија кај рамното огледало, значи прво да видиме како го дефинираме рамното огледало. Тоа е оно огледало што го користиме сите дома, секој ден. Рамното огледало е една рамна мазна површина која одбива најголем дел од упадните зраци и најчесто се користи за да се промени правецот на простирање на светлинските зраци.
Овде имаме два примери за добивање на лик кај рамно огледало. Значи, земаме два предмети, во првиот случај е земена свеќа запалена, а во вториот случај човек кој има подигнато едната рака. Ако го разгледаме првиот цртеж, гледаме дека од предметот потекнуваат два упадни зрака, тие се одбиваат и што може да забележиме? Предметот, растојанието од предметот до огледалото е еднакво со растојанието од ликот до огледалото. Ако го разгледаме вториот цртеж, значи имаме упаден зрак, упаден агол, под ист таков агол се одбива зракот. Но погледнете ги предметот и ликот. Кај предметот човекот ја има подигнато левата рака, кај ликот тоа е десната рака. Значи, кај рамното огледало ликот е спротивен. Десна страна кај предметот е лева страна кај ликот и обратно. И уште едно својство на ликот. И во првиот и во вториот случај гледаме дека ликот е имагинарен, односно не се добива во пресек на реални зраци. Затоа што одбиените зраци овде гледаме се расејуваат и не се сечат. Туку се добива во пресек на продолженија од одбиени зраци. Затоа викаме дека ликот е имагинарен или нереален, или не може се добива зад огледалото, не може да се фати на екран. Сега да видиме како се конструира лик кај рамно огледало. За таа цел земена една огледална површина која може да е поставена вертикално или пак хоризонтално. И земаме точкаст извор на светлина кој ќе го значиме со P. Од предметот потекнува еден зрак кој паѓа нормално на огледалото и кога светлинскиот зрак паѓа нормално на огледалото, тој се одбива и се враќа по истиот правец назад. Значи, упадниот светлински зрак се совпаѓа со одбиениот светлински зрак. Земаме уште еден зрак кој паѓа на огледалото под некој произволен агол алфа. Во точката на паѓање подигаме нормала на огледалото и упадниот агол го означуваме со агол алфа. Според законот за одбивање на светлината, под колкав агол што ќе падне зракот, под толкав агол и се одбива. Значи, упадниот агол е еднаков со аголот на одбивање. Ова е одбиениот зрак. За да го добијаме ликот кај рамното огледало, доволно е да ги продолжиме одбиените зраци. Односно, ликот се добива во пресекот на продолженијата на одбиените зраци. Ево го едниот одбиен зрак, го продолжуваме, ево го другиот одбиен зрак, го продолжуваме и во нивниот пресек се добива ликот. Односно, бидејќи рековме дека ликот се добива во продолженија на одбиени зраци, а не во пресек на реални зраци, затоа викаме дека ликот е имагинарен. Растојанието од ликот до огледалото е еднакво со растојанието од предметот до огледалото и ликот и предметот се наоѓаат на иста нормала. Вие можете исто ова дома, со доволно е да имате хартија, молив, линијар и шестар, да ја изведете ова конструкција следејќи ги постапките една по една. Уште еднаш да повториме. Ево овде на цртежот имаме представено конструкција на лик на предмет кој е свеќа. Од предметот се земени 3 упадни зраци, во точката на паѓање, значи се подигаат нормали, од колкав агол што паѓа зракот, од толкав агол и се одбива, и за да го добијаме ликот, мора овие одбиени зраци да ги продолжиме и обично продолженијата на одбиените зраци се цртат со испрекинати линии, каде што се сечат овие продолженија на одбиените зраци го добиваме ликот L. Од самиот цртеж се гледа, значи, дека ликот е имагинарен, рековме затоа што
се добива во пресек на продолжение на одбиени зраци, ликот е исправен, еднаков е по големина со предметот, растојанието од предметот до огледалото е еднакво со растојанието од ликот до огледалото и ликот е спротивен, што значи левата страна на ликот е десна страна на предметот и обратно. Што се случува кога светлинските зраци, што доаѓаат од сонцето, кога ќе паднат на површината на некое тело, тие се практично паралелни. И ако паднат на добро полирана мазна површина како што е рамното огледало, по одбивањето тие пак ќе бидат паралелни. Но што ќе се случи ако светлинските зраци паднат например на снег или некоја друга нерамна површина? Гледаме во случајот дека по одбивањето овие светлински зраци нема да бидат паралелни. Ваквото одбивање на светлината се вика дифузно одбивање. И кај дифузното одбивање важат истите закони за одбивање на светлината од рамно огледало, само што рабавата површина ја сочинуваат голем број мали различни ориентирани површини и затоа одбиените зраци имат различни правци. Секојдневното наблюдување на предметите околу нас е токму последица на вакво дифузно одбивање. А сега да ги повториме заклучоците од денешната содржина. Значи, што представува рефлексија на светлината? Тоа е одбивање на светлинските зраци која ќе паднат на граничната површина помеѓу две средини со различна оптичка густина. Како гласи законот за одбивање на светлината? Упадниот зрак, нормалата подигната во точката на паѓање, и одбиениот зрак лежат во иста рамина. Упадниот агол е еднаков со аголот на одбивање. И каков лик добиваме кај рамното огледало? Значи, ликот е нереален, односно имагинарен, тој е спротивен, ликот е еднаков со предметот, исправен и растојанието од предметот до огледалото е еднакво со растојанието од ликот до огледалото. Кога завршивме содржината, сега ќе пристапиме на вежби. Имаме и практични и нумерички вежби и за ова ви се потребни само лист хартија и молив. И знаете дека за да ја решите вежбата, за да ја решите задачата, доволно е да притиснете на копчето пауза, па потоа да можете да проверите дали одговорот е точен или не е точен. Одиме со првата вежба. На лист напиши го зборот квака. Застани со листот пред огледало. Кој збор го гледаш на огледалото? На огледалото треба да го видите овој збор. Според законот за одбивање на светлината, каков лик дава рамното огледало? Спротив. Гледате како се завртени спротивно буквата К и В. Одиме со втора задача. Застани пред огледало. Подигни ја десната рака. Која рака е подигната кај ликот? Кај ликот е подигната левата рака. Значи, ликот е спротивен. Ако предметот ја има подигнато десната рака, значи ако е подигната, кај ликот подигната е левата рака. Трета задача. Зрак паѓа на рамно огледало под агол од 40 степени. По толков агол се одбива зракот. Зракот се одбива под агол од 40 степени. Законот за одбивање ни кажува: упадниот агол е еднаков со аголот на одбивање. Четврто. Зрак паѓа на рамно огледало. Колкав треба да биде голем упадниот агол алфа, така што упадниот и одбиениот зрак градат агол од 70 степени. Бидејќи, според законот за одбивање на светлината, двата агли се еднакви, односно упадниот агол е еднаков со аголот на одбивање, ако нивниот збир е 70 степени, следува дека двата агли се по 35 степени. Петта задача. Светлински зрак паѓа нормално на рамно огледало. Колкав ќе биде аголот меѓу одбиениот и упадниот зрак, ако огледалото се заврти за 30 степени?
аголот меѓу двата зрака ќе биде 60 степени. Значи, прво, зракот паѓа нормално на огледалото. Ако огледалото се заврти за 30 степени, аголот помеѓу двата зрака ќе биде 60 степени. И шеста задача, Горан стои на 5 метри пред рамно огледало. Колку е оддалече неговиот лик од огледалото? Потоа приоѓа 2 метри поблизу до огледалото. Колкаво е сега растојанието од ликот до огледалото? Значи, на почетокот, бидејќи Горан се наоѓа на 5 метри пред огледалото и неговиот лик се наоѓа 5 метри до огледалото. После приближувањето на Горан, неговиот лик од огледалото ќе биде оддалечен само 3 метри. Од кога завршивме со вежбиве, да видиме сега примената на рамното огледало. Значи, рамното огледало има голема примена кај многу оптички апарати. На сликава е прикажана една примена на рамното огледало, тоа е перископот. Зошто ни служи перископот? Перископот служи за да наблюдуваме некои предмети зад скриен. Ево како, например, подморниците. Зошто служи перископот кој подморниците? Кога се под вода да наблюдуваат бродови на површината на морето. Или војничките ровови, значи војникот скриен во ровот да наблюдува што има површината на земјата. Перископот го користи рамното огледало и тоа под агол се поставува под агол од 45 степени. Две рамни огледала кај перископот служат за 2 пати да го завртат зракот. Значи зракот од предметот се завртува за 90 степени, паѓа на другото рамно огледало и пак се завртува за 90 степени. Сега, за да на едукативен и креативен начин го искористите вашето слободно време дома, овде ви се дадени 2 линка на кој може да видите презентација на кој поставно се објаснати чекорите како да изработите перископ во домашни услови. А за тоа ќе ви бидат потребни картон, ножички, лепак и парчиња рамно огледало.